Мост кој ќе ја поврзува населбата Речани со градот. Ова е еден од капиталните проекти чија реализација е предвидува локалната самоуправа. Истиот според градоначалникот Чадиев ќе биде поддржан од владата на Република Македонија. Најнапред ќе се подготвува техничката документација за изградба на мостот. Тие се следни капитални објекти кои планираме да ги работиме заедно со владата на Република Македонија, значи мораме у скоро време да почнеме со техничката документација за мостот што ќе ги поврзуе општинава и населбата Речани во потекот на Вардарска улица. Тоа е капитален објект кој ќе чини повеќе од 10 милиона евра. Ние одвоивме средства за идната година за техничка документација. За реализацијата на овој капитален проект, апликација ќе изработи и Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Тој мост ќе биде регионално, ќе поврзува патишта, ќе аплицираме и преку Вардарскиот регион. Исто така ќе аплицираме и пред Министерството за економија и пред Министерството за животна средина. Уште еден значаен капитален проект најави деновиве градоначалникот Чадиев. Истиот се однесува на изградбата на атмосферска канализација. Според градоначалникот, во тек е подготовката на физибилити студијата за колекторски систем. Имаме една пресфизибилити студија и за колекторски систем кој што ќе чини околу 17 милиона евра, меѓутоа за атмосферска канализација е системот за работење околу 4 до 5 милиона евра ќе чини. Планираме студија, работиме сега во моментов, по завршувањето на студијата, по обезбедувањето на средствата, тоа ќе биде у две фази работење. Знаете дека мораме да одвоиме канализацијата од техничката канализација, за да можеме да пристапиме кон дефинитивното решавање на пречистителна станица во долниот тек на градот, односно во близината на Кожарата. Покрај овие, помеѓу приоритетните активности кои се предвидени за следната година е изградбата на паркинг простори на неколку локации во градот.